660 ученици ќе добијат таблети од општина Куманово. Одлуката за давање на трајно користење на движни ствари, односно електронски уреди таблети собственост на општина Куманово на општински основни и средни училишта ја донесе Советот на последната седница. Во случајов и власта и опозицијата се согласија дека станува збор за хумана одлука со цел да им се олесни на дел од учениците онлайн наставата. Електронските уреди ќе се распределат на училиштата по строго утврдени критериуми, а пак училиштата се должни да формираат комисии кои што ќе ги распределуваат таблетите на учениците, земајќи ги предвид социјалната состојба, семејствата со повеќе од 2 деца, учениците со самохрани родители и ученици кои што посебно се истакнуваат во наставата, односно талентирани ученици. Дел од таблетите ќе добијат и ученици роми. Тоа е за поголемиот дел од таблетите. Меѓутоа, на почетокот стои дека еден од определен број на таблети, 40 таблети, ќе се доделат на ромите. И тоа држи, може би треба сигурно некој што ја донел ваква одлука, знаел, односно имал некоја намера зошто е тоа така. Меѓутоа, никаде не стои како ќе се доделат на ромите. На кого ќе се доделат овие? Кој ќе ги распределува тие таблети по ромите? Кој ќе биде критериумот за распределба на тие таблети? Значи, овие што ќе бидат доделени во школото прецизно е дефинирано. За овие кои што одат кај ромите, ама буквално ништо нема. Кој ќе биде критериумот? Социјалните, партиската припадност на семејството или значи барам од предлагачот да во оваа одлука да се вметне кој ќе ги распределува овие таблети и по кои критериуми. Бидејќи дали во овие таблети кои што ќе бидат распределени по училиштата ќе бидат исклучени ромите. Исклучени ромите. Или ромите ќе имаат право и вамо да учествуваат во школа, во нормалните, во овие... Значи, тој критериум, барам да ми се доизјасни. Сакам да потенцирам дека тие 40 таблети, што се од наменети за ромите, се во рамките на оваа цифра од 660 таблети и дека ќе се распределуваат по строго утврдени правила и според комисија што ќе ја формира секое училиште, ќе мора да бидат подкрепени со документи, со соодветни докази дека тоа дете претходно нема земено таблет и дека на тоа семејство му треба баш таква потреба. Од секторот за образование појаснија дека 40 таблети всушност се дел од стратегијата на ромите направена и подпишана од владата и за распределбата на овие таблети ќе биде формирана комисија и ќе бидат земени предвид сите критериуми, велат надлежните. Според таа стратегија на роми, што е направена и подпишана од влада на Република Македонија, има средства кои се останати и не се искористени за намените кои првично се дадени од влада на Република Македонија. Тоа се 209.000 денари кои се пренаменети средства за што има договор направено меѓу општина Куманово, нормално и Министерството за локална самоуправа и тие 209.000 всушност се 40 таблети наменети за роми од нивна стратегија. Така да тие ќе се префрлат на училиштата исто така ќе им се достави список на сите ученици роми кои во претходен период имаат добиено дали таблети или лаптопови по било која основа као донација или било што значи дека едно дете ромче не може 2 пати да добие таблет по оваа основа. Тоа е прашањето што вие ми го поставивте. Инаку, вие кажавте дека не е пропорционално. Математика е направена со рачунање на проценти, тоа го направи професор по математика, книговодител, и на тој начин се израчунати проценти за да биде точно и пропорционално споделено.
станува за вкупен број на ученици во едно училиште, критериумите се поставени, секако дека сите ќе бидат земени во обзир. Инаку ќе се формира комисија, повратно до општината ќе бидат доставени сите информации за секој ученик поединечно, за да видиме дали, значи го следиме договорот до крај, дали распределбата на овие електронски уреди ќе биде уредно доделена и да нема никакво прекршување на право на ниеден ученик. Дел од кумановските ученици од социјално ранливите семејства во изминатиот период добија таблети како донација од општествено одговорни компании.